Добар ден. Еј, и март дојде, а ние не сме ни мрднале. Добро, наназад може би, ама напред никако да ни тргне. Дури ни пролетва не доаѓа како што треба. Еве, и времево. 1 чекор напред, 2 назад. Ама затоа орото ни е понапредно од све околу нас. Во орото барем по 3 чекори напред се оди. Нешто, може би најдобро сите за едно оро да се фатиме и јају... Луѓето родени во март имаат единствени таленти и може да добијат максимум од секоја ситуација. Се стремат да бидат успешни и не се плашат да се соочат со предизвиците, а проблемите ги решаваат на многу брз начин. Замислете да добиеме Влада Месецов и да важи хороскопов и за неа. Леле, проблемите ќе ни бидат решени брзо и ефикасно. Да, така. Сите до еден. Сите до еден. Ај за мене на Влада ако може. Да, убаво слушај, на Влада ако може. Без лед и лимун. Да, убаво без лед и лимун. Денесиот флокум ќе биде образовен. Значи, ќе учиме што значат одредени поими за работите да ви станат појасни. Затоа што очигледно повеќето од нас не разбираат некои работи. Поим број 1. Политичка партија. Политичка партија е здружение на луѓе со исти политички цели и убедувања, кои се стремат да ја освојат државната власт во една земја за да ги остварат тие цели. Сега, целите на политичката партија би требало да се за доброто на земјата, за доброто на народот, за доброто на сите. Чатпат. Поим број 2. Политичар. Политичар е личност која практично или теоретски, теоретски кој ја слушам и се темни, теоретски се занимава со државнички работи и знае како се управува со една држава. Политичарот предлага, поддржува и создава закони или политики со кои се управува земјата и со тоа со нејзините граѓани. Општо кажано, политичар може да биде секој. Ево, тоа е проблемот. Што многу луѓе станале политичари затоа што биле најгласни у друштво или у мало и сега мислат дека може да водат една држава. Затоа од глупости си патиме. Да, убаво слушнавте, од глупости си патиме. Поим број 3. Парламент. Види ова. Ова ми е многу интересно дека сите на П почнуваат. Кога бушава азбука сме. Парламент е политичко тело кое има законодавна и уставотворна власт во современиот политички систем. Зборот парламент води потекло од латинскиот израз parlare, што значи да се зборува. Според својот назив, парламентот представува место каде што се одвива дискусија, се расправа, се зборува. Иако вака ви изгледа дека има многу сличности со некакво шоу со секси хостеси, не е тоа. Или барем не би требало да биде. Иако во парламентите на некои европски земји влегува и поранешни порно глумици. Ние неаме парламент. Зграда имаме, да се разбереме, ама луѓе во неа... Не. По кафиње во ГТЦ се сите си знаеме и по партиски штабови, се извинувам. Март дојде, ние уште немаме собрание. Па што сме неаме, па за еден парламент се бунам. Па што живеете, бе? Поим број 4. Избори. Изборите се процес на донесување одлуки при кои граѓаните гласаат за независен кандидат или политичка партија која сака да ги представува во представничкото тело. Еве на пример во парламент. Победник на едни избори е оној што освоил најмногу гласови од граѓаните. Кај нас и тоа е малку покомплицирано. Да се вратам на П. Поим број 4. Повторно на П. Платформа. Политичката платформа збирно ги изразува принципите кои ги поддржува една политичка партија. Таа е јадрото околу кое се надградува целата политика, основните цели и задачи на политичката партија. Така. Кај нас се работи за повеќе партии околу една платформа. Сега. По дефиниција, секоја политичка партија им ја представува на избирачите својата платформа. За луѓето да знаат со што си имаат работа, да знаат дали да ја поддржат таа политичка партија. Платформата не е и не смее да биде нешто тајно, затоа што луѓето мора да знаат за што гласале. Не знам дали се разбираме, а? Хјустон, имаме ли проблем? Што?
И да завршам со уште еден поим на П, а тоа е протест. Зборот протест доаѓа од латинскиот глагол protestari, што значи да се противиш. Протест представува јавно изразување на незадоволство. Протестите можат да имаат најразлична форма од индивидуален протест до масовни демонстрации. За ова не бива на секаде низ Балканов. Какви уличари сме, само на улица код дома се осеќаме, искрено ви кажам. Улицата ни е дом, така. А протестираме богами од мали нозе. Некум брокола, после некому градинка, па некому школа, па некум една влада, па некум друга влада. Сакаме на улица да бидеме и тоа ти е тоа. У ДНК ни е запишано. Што сум паметен, а? Кажете кога се следните избори ќе се кандидирам, жими се. Жими се. Од вестите од светот издвојуваме. Не знам дали забележувате дека секогаш ја кажувам истата реченица. Гледам дека така треба. Секогаш исто да се најавува и одјавува. Сигурно сте забележале сега. Кога новинарот студио повикува еден колега што е на терен, ој теренецот почна со така е колега. На средина на зборење вика обично предлагам да го погледнеме прилогот или изјавата. И за крај нормално се одјавува со зборот. Студио? Не се. Од вестите од светот издвојуваме. Едно најново истражување покажало дека интелигентните луѓе се понесрекни од другите. Што си поинтелигентен, тоа си потажен. Сега, од сега не прашувајте некого кога нешто нема еденот. Што ти е, добар си? Остави ми интелигентен. Студио? Така, колега. Уште понова информација е дека највисокиот облик на интелигенција е добрата интуиција. Тоа е она лошо чувство кога одвнатре нешто ве јаде, тврди еден тип што за себе вели дека е животен тренер. Тоа сега е многу модерна професија. Така, значи не биле секираци упрашање, интелигенцијата не мачи уствари. Тука предлагам да не го погледнеме прилогот што го подготви колегата од терен, затоа што искрено немаме време веќе. Сега да морам вести да гледаме, да видиме да не сме мрднале некаде. Па макар и наназад. Поздрав другови и гледајте ТВ Нова.